Добар ден, почитувани, стартува најновата телма амбуланта. Според податоците на Светската здравствена организација, карциномот на дојка е најчестото малигно заболување кај жените. Не се сите карциноми на дојка исти. Тие може да се развијат и на различни локации на градата. Кој тип на карцином на дојка е најчест, кога треба да се посомневаме на оваа болест и колкави се шансите за незино целосно излекување? На овие, но и многу други прашања одговор ќе побараме од доктор Даниела Поповска, специјалист по онкологија и радиотерапија при Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија во Скопје. Со оваа диагноза се соочила и Анета Здравковска, која болеста ја открила додека ја доела незината втора ќерка. На 39 години ја добила оваа диагноза и каква била незината борба со карциномот на дојка. Се тоа ќе ни го раскаже во првиот дел од емисијата. Започуваме веднаш. Продолжуваме, односно започуваме со денешната телма амбуланта. Нашата прва гостинка е Анета Здравковска, дипломиран социјален работник, која диагнозата карцином на дојка добила на 39 години, додека ја доела незината ќеркичка. Таа вели дека се изборила со болеста заради незините деца, со голема поддршка и помош на семејството. Добре ни дојдовте во студиото на телма. Добре ве најдов и ви благодарам на поканата. Кога прв пат ги забележавте симптомите, односно кога забележавте некаква промена на дојката и дали бевте изненадена со оглед на тоа дека ова ви се случи додека доевте? Виднаш пораѓањето на ќерка ми, поточно 2 месеци од понезиното раѓање, почувствував некој топче на десната града. Меѓутоа, нели во периодот на лактација, тоа е најчесто млеко и млечна жлезда што се формира кај жените во периодот на лактација и помислив дека тоа се случува и кај мене. Затоа бев смирена, воопшто немав паника дека е нешто лошо. Меѓутоа, топчето не поминуваше. Се посомневавте на маститис? Да, да. Првиот симптом... Беше болно тоа место или не? Не, воопшто. Значи, не боли, само беше опипливо, визуелно, со што докторот констатираше дека е доста површински. Не беше, значи, длабоко во самата града, затоа и може и в среќа што го открив на време. По некое време се посомневав затоа што топчето воопшто не поминуваше, туку добиваше на големина. Се до оној момент кога на роденденската прослава на син ми беа поканети другарчињата од одделение кои дојдоа со своите мајки. Две од нив носеа перики, Кате и Јана, ќе ги поздравам и сега, кои ме беа некој аларм да почнам да посетувам, да не правам контрола. Кога прашав што се случува, ми кажа дека се оперирање од карцином на дојка, дека се во период на хемотерапија, падната им е косата. Веднаш следниот ден отидов на приватна здравствена организација на контрола. И што ви рекоа таму? За жал, докторката рече дека се е во ред, немаше диагноза и ми рече да си одам дома. Пресреќна си отидов. Нашиот менталитет нагласува дека во периоди кога ни е лошо, бараме, доколку ни кажа дека е нешто лошо, бараме консултација од следен доктор за да ни каже дека е добро. А во ситуацијава моја беше добро и не побарав, значи, консултација. Не побаравте второ мислење? Да, второ мислење не побарав од доктор. Се вративте смирена, пресреќна? Така, да, се вратив пресреќна дека не се случува ништо лошо, дека веројатно нели таа млечна жлезда што е некоја упорна и дека ќе помине. По 6 месеци го добив вториот аларм. Вториот аларм, моја драга пријателка, Кате, уште една Кате, каде што дечињата ни беа на идентична возраст и Кате исто беше мајка доилка. И кога ја прашав за симптомите, Кате што почувствува, ми рече па топче на самата града, се посомневав дека е мастит. Се пронајдов во приказната. Повторно следниот ден се јавив на лекар. Докторот, сега веќе друг доктор, диагностицираше воспалена циста. Ми кажа не е ништо лошо, меѓутоа за да бидеме сигурни, најдобро е да направиме биопсија. Биопсијата ја закажав 2 недели, тогаш имаше и слободен термин, 2 недели по диагнозата воспалена циста. На вториот ден од мојата на повраќањето или од продолното боледување на моите работни обврски, јас ја добив всушност и диагнозата. По истиот ден направивме биопсија,
Додека ја правевме биопсијата, докторот ме праша колкаво е бебето. Кажав 11 месеци. Ми рече, па мислам дека е време да престанеш да доиш. Да, со таа изјава јас веднаш почувствував вознемиреност и знаев дека е нешто лошо. Така. Меѓутоа потајно нели сите се надеваме дека се ќе биде во ред, дека нема да бидам јас една од тие. За неколку часа Така. да ми стигна диагнозата на мејл. Претпоставам огромен шок. Огромен шок. Просто не верував дека се сомневав дека таа е некоја погрешна диагноза или на од некој друг пациент ми ја пратиле на мене. Меѓутоа стоеше моето име и презиме и најдоле Која беше диагнозата? со болдирани букви пишуваше дуктален инвазивен карцином. Инвазивен. Да. Тој инвазивен мене многу ме вознемири. Си помислив дека крајот веќе е тука, дека имам уште неколку месеци за живот. Со сите пријателки што имаат поминат ова болест, верувајте сите, значи тоа право го гледаат, дека нели смртта ни е тука. Меѓутоа не е така. Не е така, Не е и така. вашата борба тоа го докажува. Пред да продолжиме, што се беше преземено во чекори понатаму во вашето лекување? Така. Што искоментираа докторите кога за време на доење ви беше откриен карцином на дојка, со оглед на тоа дека се смета доењето дека го намалува Заштита. ризикот од Така. карцином на дојка? Така. Докторите, значи, им беше чудно, затоа што нели важи онаа теорија дека мајките долги се заштитени. Меѓутоа во мојот случај не беше така. Веднаш по откривање на диагнозата пристапивме и кон лекување. За среќа ја имав мојата свекрава која што е медицинско лице и која што ги превзема сите обврски во свој раце. Од моментот на закажување на лекарски преглед, од моментот на закажување на операција, закажување на хемотерапии, друштво во поболничките ходници, цело време беше покрај мене. Што е многу важно поддршката Многу во е тие битна моменти. поддршката од најблиските. Голема Била ти благодарност. позитивниот став? Апсолутно. Позитивните вибрации се навистина значајни. Доколку сами на себе не си помогнете и не си дадете некоја позитивна насока и да имате мотив за што и за кого го правите тоа, верувајте дека многу значи. Следуваше операција? Да, следуваше операција. Операцијата ја направивме за отприлика 10 дена по добивање на диагнозата. Стравувавте ли дека оперативно ќе ви биде одстранета целата дојка? Секако. Пред да се направи интервенцијата, професор доктор Горан Кондов изјави дека можно е да поминеме со квадрант ресекција, затоа што се покажа дека на лимфните јазли нема при испитувањето, нема зафатеност. Меѓутоа, секако бев спремна психички дека кога ќе се разбудам после операцијата и да ја нема градата, битно нели да сме живи и здрави. Така да кога се разбудив од операција, значи само дојде да ме информира, одлично помина операцијата, направено е квадрант ресекција, можно е да поминеше без хемотерапија. И поминавте ли без хемотерапија? За жал не. Значи, првиот момент ме израдува, меѓутоа хемотерапијата беше неизбежна од причина што мораше да се даде превентивно. Превентивно, пресреќна сум што се одлучив да ја одберам доктор Даниела Поповска, која ќе биде гостинка во вториот дел на емисијата. гостин. Пресреќна сум, прекрасна докторка која емотивно настапува со пациентите, значи несебично се вложува во објаснување. Немам зборови со кои можам да се заблагодарам. Убаво ми објасни дека неизбежни се хемотерапии, 6 хемотерапии. Ја прашав... Како ги поднесовте? Многу лошо. Многу лошо. Мислам да не биде ово обесхрабрување, меѓутоа пак нели сега после сето она што го поминав, све е тоа заборавено. Меѓутоа хемотерапијата остава трага. Трите хемотерапии, ние ги викаме тие црвените девил, се потешки во смисол на гадење, чувствување непријатност. После секоја хемотерапија јас 7 дена се чувствував како растение. Значи се вложував да бидам присутна за моите деца, нели да им се посвети внимание затоа што ме гледаа дека сум безпомошна. Син ми имаше тогаш 7 години, многу позрел за неговите години и чувствуваше. Знаеш што се случува? Знаеше што се случува. Јас пробав и да му објаснам.
Во процесот на избирање на перика, исто така дојде со мене да ми помогне. Кога се одлучив да ја ишишам косата од причина што нели ќе почне да паѓа, повторно беше со мене, прашањето беше: мамо, па зошто мора да се ишишаш? Да, пробав да му го објаснам тоа, меѓутоа се помина така да сум пресреќена. Сигурно е многу тежок момент и да се стави перика на главата. Колку време се соочивте со носење перика и со последиците од хемотерапија? Така, периката ја носев некои 8 месеци, од причина што секогаш сакав и најголемо внимание посветував на косата. Значи, сакав да ми е средена, фенирана и мислев дека ќе го поднесам многу тешко тој процес на паѓање на косата, но имав среќа што одрав перика која беше идентична на мојата фризура. Не се забележуваше некоја драматична разлика. Да, не се забележуваше. Така меѓутоа ми беше тешко за да можам да се појавам во јавност со кратка коса, затоа што следува прашањата леле, како, зошто, значи се случува. Нема објаснување леле или зошто или како. Се случува, тоа е неизбежен дел во животот, нели сите имаме и убави и лоши работи, така да со периката малце потешко ми беше да се опростам, меѓутоа веќе кога собрав храброст ја извадив и сите ми велеа дека многу подобро би стои кратката коса отколку долгата. Ете, меѓу другото да дознаете дека убаво изгледате и на таков начин. Имавте ли потреба за зрачна терапија? Да. И дали таа тешко е поднесовте? Да, не, апсолутно не. За разлика од хемотерапијата, со зрачењето не почувствував воопшто никакви нуспојави и најчесто пријателките кои ќе ме прашаат леле зрачење, само им велам дека како дојдете во косметички салон. Значи тоа е толку краток процес, не се чувствуваат никакви нуспојави, најлесниот дел од целата болест. Како се чувствувате сега? Одлично. Значи многу подобро од претходно, да кажам. Пак ќе кажам, пријателките, бидејќи имаме еден куплю, нели, што сме вакви со оваа диагноза, велате сега како? Векам, сега сте го стиснале копчето рестарт. Значи се рестартирате и ќе бидете уште подобри. Колку време помина, колку години всушност помина од хемотерапијата? Точно 3 години. На 16 септември точно 3 години. Правите редовни контроли? Редовни, апсолутно редовни контроли на 6 месеци, нели во консултација со онкологот, со докторката, се прават редовни контроли. Разговаравте ли за вашата болест со пријателите? Беше ли тешко да им се соопшти таква тешка информација на луѓето околу вас? Вистина тешка. При самото добивање на диагнозата, јас го избегнував моментот да им соопштам на моите родители. Нели, свекрва ми беше медицинско лице и мораше, неизбежно беше да се информира. Меѓутоа, мораше нели да се каже, затоа што следуваше операција. Не сакав, им забранив на сите да ја кажуваат диагнозата се до моментот додека јас не чувствував дека психички ќе можам да се соочам, да разговарам за тоа. Во тој период, најдобро ми беше да разговарам само со пријателките што ја имаа помината болеста. Затоа што ми дава позитивна мисла, ме насочува кој е следниот чекор, што треба да направам, како треба да постапам, ме храбреа, ме бодреа. Меѓутоа, нели, постепено кога веќе се соочуваме со реалноста, отворено разговарав со сите пријатели и ден денеска несебично споделувам, затоа што имам многу на мои пријатели, пријателки што ми се јавуваат и бараат поддршка и од мене. А во кој момент одлучивте дека и на родителите ќе им соопштите? Моментот кога требаше да се направи операцијата, решив дека треба да ги информирам, што не беше нели лесен момент, сите беа вознемирени. Јас се трудев да бидам позитивна, меѓутоа тоа внатре во душата само ние си знаеме како е. Верувам дека и на најблиските им беше исто уште потешко. На што ве научи борбата со карциномот на дојка? Борбата со карцином на дојка ме научи дека во животот треба да бидеме малце посмирени. Во периодот пред болеста, значи мислев дека можам све јас. Несебично се вложува во секој момент. Сите активности јас ги извршував, меѓутоа сега на вистина сваќам дека треба да бидеме со некоја доза на себичност, да се штедиме и дека во животот треба да бидеме малце со посмирена темпа.
не мора да има стресови, Не треба нервози. биде само фраза да си посветиме време на себе и за себе. Така, затоа што јас кога ја добив диагнозата, просто не можев да си поверувам од причина што бев толку позитивна, цело време бев на здрав начин на исхрана, вежбав и одеднаш ми дојде диагнозата без никакви генетски предиспозиции. Значи, вие во семејството немате некој што претходно имал диагноза ниту мајки, карцином нили на теоријата дојка. важи дека и со генетски предиспозиции, меѓутоа во мојот случај не беше така. Значи, еден вистински шок, едно вистинско изненадување, Вистински шок. особено на таа возраст. Така. И за време на доењето повторно ќе напоменам. Тоа беше најголемиот шок, бидејќи ќерка ми беше се уште бебе мала, значи во тие моменти кога и бев најпотребна, нели, да ги направи своите први чекори, се подготвувавме за незиниот прв роден ден. Јас ја замолив дури докторката да почнам со хемотерапиите после незиниот роден ден. Го прославивме првиот роден ден, за 2 дена после роденденот ја направив и првата хемотерапија. Така. Што би им порачале на жените кои што се борат со оваа болест или пак оние кои што евентуално ќе добијат ваква диагноза? Воопшто да не се плашат, значи препорачувам редовни прегледи. Подобро да се открие на време, отколку нели да биде веќе предоцна. Знаете како велат секоја војна остава лузна. Секоја лузна има приказна. Во мојата приказна пишува јас победив. Така да нека се борат, нека... Навистина ми е драго што денеска во студиото имаме една борка, победник, која што успешно се изборила храбро со својата болест и што отворено говори. Не секој се охрабрува да зборува за својата болест. Точно, да, имам пријателки што ми велат секоја чест што не себично тоа го искажуваш, секој поминат момент, ние не би можеле така. Меѓутоа сметам дека со самото тоа што јас го раскажам како сум поминала, дека ќе помогнам на многу кои нели се наоѓаат во тунелот, тоа е еден тунел каде што верувајте дека има излез. Сега правите, предпоставам, редовно мамографии. Правевте предходно пред да добиете диагнозата, бидејќи сите знаеме, треба да се направи контролен преглед, но тоа некако треба останува да лепти. Така, бев премногу дисциплинирана кога се работи за здравието, значи редовни контроли, меѓутоа овој период се погоди во период нели на доење ми се појави болеста и сметав дека диагнозата нема диагноза од причина што нели период на лактација, млечни жлезди и затоа не се алармирав да отидам веднаш на лекар. Меѓутоа, во секој останат случај во минатото бев премногу редовна на прегледите лекарски. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување. Благодарам уште еднаш на поканата, на моје големо задоволство сум тука. Во вториот дел од емисијата ќе проговориме всушност со докторката која што ве водела низ оваа борба. Доктор Даниела Поповска, да. Почитувани, тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Кога да се посомневаме на карцином на дојка и колкави се можностите за целосно излекување на оваа болест, ќе ни појасни гостинката која што е со мене во студиото, е тоа доктор Даниела Поповска, онколог и радиотерапевт од Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија. Добре ни дојдовте, докторке. Добро ве најдов. Една од вашите пациентки беше пред малку во студиото на Телма, која што раскажа својата борба со карциномот на дојка, спомена дека го добила за време на доењето и тука ќе го пуштиме првиот факт во денешната Телма амбуланта кој што гласи: доењето го намалува ризикот од рак на дојка. И сега вела дека доењето е корисно за бебето, но е корисно и за мајката, бидејќи ја заштитува од карцином на дојка. Како го објаснуваат всушност стручните лица тоа, ја објаснуваат таа заштита? Така, пред се благодарам на поканата. Сакам да кажам, да изразам голема восхит и голема поддршка за сите пациенти, како Анета и Анета посебно, и затоа сум практично тука. Да ги поздравам, да им одадам почит и да им кажам дека се големи борци и дека не се сами во тоа сето што го поминуваат. Во однос на вашето прашање, што го поставивте, знаете, кога зборуваме за карцином на дојка, ние велиме постојат повеќе ризик фактори, кои што го ја зголемуваат можноста за една жена да има карцином на дојка, но не значи да и дека ако ги исполнува сите тие услови, кај неа би се развило
нели карцином на дојка. Од друга страна, може да нема никакви ризик фактори, меѓутоа повторно кај пациентката да се појави рак на дојка. Во однос на доењето, се смета дека доењето и време траењето на доењето ја намалува можноста за појава на карцином на дојка од кои причини, односно би се поврзало со намалувањето на бројот на овулации во текот на циклусот или со изложеноста на жените на естроген, односно со намаленото естрогеновно влијание, бидејќи и самата бременост и доењето го намалуваат нивото на естроген, односно жените тогаш се под намалено естрогено влијание, а се зголемува можноста односно се зголемува влијанието на прогестерон, кој што пак од друга страна ја штити, ја поттикнува бременоста и е поголемо тоа ниво на хормон во текот на лактацијата, така да би рекла дека генерално теориите се дека се должи заштитата од доењето во однос на намалување на ризикот од карциномот заради намалување на менструалниот циклус, односно бројот на овулациите и естрогената изложеност. Но и сега слушнавме дека не се ретки жените кои што за време на доење добиваат дијагноза карцином на дојка. Што значи тоа, го добиле за време на доењето или пак го имале предходно, па сега се развил побрзо? Значи, карциномот на дојка е еден од карциномите кои што и не се брзи во развојот. Значи, во нашата во онкологијата постои еден термин време на дуплирање на туморот и да речам карциномот на дојка е го сметаме за еден од туморите кои што побавно се развиваат. Да речам да се појави една палпабилна маса грудка, да може пациентката да ја забележи, потреби се некои 6-7 години. Така да самото доење и бременоста не може да предизвика во тој краток период тогаш да се појави. Единствено би рекла дека таа е некоја преегзистирачка, претходно постоечка состојба, која што може би само во тој момент би се поврзала со почесто нели тогаш палпирање на дојките, повеќе внимание насочување кон градите во текот на доењето, заради тоа што нели почести се можни инфекции, мастити, па се обрнува на некој начин повеќе внимание, па може би и почестите само прегледи може да доведат до поедноставно забележување на промената. Така би го дефинирала тоа дека поголемо обраќање на себе на градите би довело до тоа да полесно се напипа, со тоа што разликите исто така во хормонските ексцеси, односно промени во хормони пред бременоста, во бременоста можат само, ви реков, нели, да го продолжат оној процес кој што е преегзистирачки и да може нели во текот на бременоста да се забележи дека има некаква промена. Значи не би рекла дека бременоста како таков процес би можела да предизвика појава на грудка, односно карцином на дојка. Но доколку веќе има некоја промена, таа ќе се за време на бременоста ќе се забрза? Во развојот поради хормоните? Не, баш таа е веќе преегзистирачка состојба. Значи самата бременост не би го забрзала. Значи тоа нема да го забрза, добро, и тоа да се расчисти. Не. А во однос на маститисот што го споменавте, тоа се оние црвени воспаленија на дојките кога се тврди може да бидат поради застој на млеко или пак инфекција бактериска, значи има различни причини. Дали се пак тие ризик фактор за појава на карцином на дојка? Значи, дали честите воспаленија на дојките за време на доењето би можеле да доведат до карцином? Так, видете, литературата, медицината, се она што ние го работиме оди на некои бази на податоци, студии, исследувања, збер на огромен број на податоци. Се до сега во литературата не вели дека маститисот е дефинитивно поврзан со појава на карцином на дојка, меѓутоа искуствено и работата во пракса, гледајќи ги пациентите,
земајќи анамнезата секогаш на првиот преглед, разговарајќи со нив, голем дел од пациентите на првиот преглед, кога разговарам со нив, даваат податок, бидејќи ги прашувам колку време доеле, дали доеле, нели сите оние битни работи што ги напоменавме, ризик фактори, даваат податок дека имале проблем со доењето, со лактацијата или со мастити. Значи, можам да речам дека маститисот може да го зголеми ризикот од појава на карцином на дојка, така да тие пациентки би советувала што имале проблеми во текот на лактацијата, односно доењето, што имале воспалителни промени, треба да си обрнат внимание на себе, посебно внимание на себе и нели редовни контролни прегледи. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 02 3076 677. Почитувани, добре дојдени си вашите прашања кои што се поврзани со темата на која што денеска говориме, а тоа е карциномот на дојка. Тука имаме една дилема, колку често е тој хормонски зависен, но ќе ни одговорите малку подоле на таа дилема во емисијата. Кога ќе ви собрати трудница или пак жена што дои со некаков сомнеш за промена на дојка, дали смее да се направи мамографија? Смее ли да се направи таков преглед, зрачен на дојката? Значи, основните двата основни прегледи, да речам, кои што се прават во овој скрининг процес или превентивни прегледи за дојка се ехото на дојки и мамографијата. Прво, кое што би ја советувала кога ќе ми соврати пациентка која што е трудница или која дои и има палпабилна маса грудка, нели сомнение дека нешто се случи, би рекла да направи ехо на дојки. Бидејќи тоа е неинвазивен метод кој што нема нели никаква опасност ниту во однос на доењето, ниту во однос на Јасно се гледат промените, бидејќи видовме дека одредени промени се гледаат на ехо. Понекогаш може и да се погреши. Така, ехото не е само изолирана процедура. Двете се комплементарни, една со друга се надополнуваат, така да покрај ехото, доколку сметаме дека има потреба, може да се направи и во тек на бременост мамографија, со тоа што има заштита, шилдинг, значи има посебни протоколи и процедури. Една друга исто така процедура, која што не ја споменавме, е магнетот на дојки, која што нема зрачење, нема на изложености во однос нели на доењето, не би имало никаков проблем или на плодот, доколку се работи за бремена жена, така да и тоа е процедура која што би требала да се советува да се направи. Кому се советува да направи биопсија? Мора да постои сомнеш дека се работи за карцином? Па не, не мора да постои сомнеш дека се работи за карцином. Во принцип, биопсијата се советува за да дојдеме до некаква диагноза, меѓутоа најчесто праќаме на биопсии и ја би рекла кор биопсии, затоа што тоа би требало во денешно време веќе да биде стандард. Која е разликата помеѓу тенко и иглената е малку помал материјал, кој што не секогаш е соодветен за анализа и соодветна диагноза, а кор биопсијата се зема со малку поголема игла, се зема поголем материјал и има можност за поголема анализа од страна на колегите патолози. Така да јас себе препорачувам и советувам како онколог дека денешно време би било малку е несоодветно да се основаме и односно да станеме за тоа дека тенкоиглената биопсија е во сите случаи доволна. Да го вклучиме гледачот кој што очекува да постави прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Се извинувам, сакам да прашам докторката од и пред една година прави све анализи Така. за дојката и ми рекоа дека нема карцином, тоа е масно ткиво. Ми зема таа биопсија у војна болница и ми рекоа дека масно ткиво имам. Така. Дали тоа ќе се створи во карцином или не? Аха, добро, тоа ви е дилемата, може ли да премине масното ткиво во карцином, во канцерогени клетки? Значи, секоја туморска промена во градата, доколку има промена на редовни прегледи, затоа се потребни редовни прегледи. Доколку и масно ткиво сега, не знам, затоа ви реков многу е битно и каква диагностичка процедура е направена, Така. дали е тенкоигнена биопсија, Или дали е биопсија. соодветно боцнато, колку материјал е земено,
колку материјал да земе, но и дали, како што напоменав, дали таа промена се менува со текот на времето. А тоа го покажуваат редовните прегледи. Ехо на дојка и мамографија како основни процедури една со друга, реков на дополнети. Не е доволно само ехо, не е доволно само мамографија. Значи, треба да се следи. Доколку нема никаква промена во карактеристите што ги гледа мамологот, радиологот, во тој случај можеме да речеме дека секогаш пациентката се работи за мастно ткиво или бенигна промена. Меѓутоа, доколку пациентката забележи промена во растот, болка, ретракција, повлекување на кожата, промена над кожата, како точки, вдлабнувања, ние велиме понекогаш и како кора од портокал, сите тие промени, вцрвенување на кожата, сето тоа нас не упатува дека нешто се случува и треба да се јави пациентката на преглед. Дали кај секоја пациентка со карцином на дојка испитувате? Дали карциномот е зависен од женските хормони? Да. И колку често е тој всушност предизвикан, поттикнат од нив? Кај секоја пациентка со докажан карцином на дојка, значи потребно е да имаме статус на рецептори. Ние се работи, практично патологот работи имунохистохемиска анализа се вели. Естрогенски, прогестеронски рецептори. Да, се дава податок дали има хормонски рецептори позитивни, односно естрогенски, прогестеронски и анализираме и присуство или отсуство на хер позитивитет, односно на хер рецептор. И во доколку е позитивен тој карцином на женски хормони, има соодветна терапија, претпоставувам, хормонска. Најчести се хормон позитивните карциноми на дојка, меѓутоа не се единствени, постојат и хормон негативни, хер позитивни, постојат тројно позитивни, да речем, и тројно негативни. Двајца гледачи очекуваат вклучување, да ги слушнеме прашањата, само гледачите ги замолам што пократки прашања во интерес на времето, бидејќи имаме само уште 5-6 минути. Повелете. Добар ден. Добар ден. Вака мајка дојлка сум на 5-месечно бебе. Немав проблеми со дењето во првата бременост, меѓутоа во втората одраз ранете и брадавици, па се до едно грудче појавување на едната брадавица, од која што испадна како да е бубулица, од која што истече гној. На таа града сега помалку дојам, ама сакам да прашам дали има некаков простор за паника. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете, докторке. Не значи сега од ова што го зборуваме дека треба одманели сите да паничите и дека секаква промена значи карцином на дојка, поготово во бременост или пак во период на менструален циклус. Значи нели треба да ги разграничиме работите. Многу често се случува такви промени и на масните дуктуси, на масните жлезди на самата кожа на дојката, нели да се воспалат заради хормонски влијанија, влажност, придоење, рагадите, тоа се пукнатините, и да има бактериска инфекција и гној, како што рече пациентката. Значи, без разлика дали е бенигно или е само гној, пациентката треба да си прави редовни прегледи и откако ќе овој процес прилагодување со бебето и периодот на лактација, потоа советувам да си направи ехо на дојки, барем зависно од незината возраст. Ако е над 39-40 години, веќе да почне да си прави и мамографија, и секако не станува збор, значи неприкосновено зборувам за само редовни само прегледи. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Добар ден. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодарам. Вака, оперирана сум до денеска правим 7 години. Така? Диагнозата на карциномот беше дуктален инсито, први А стадиум. Пример само зрачна терапија. Сега сум на таблетки, амовит. Па да прашам докторката, осеќам уште од тогаш болки во вратот и во грбот. Така, мускулатурата осеќам болки. Па дали се должи на тоа? Така, на оваа ваша состојба. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете. Во однос на прашањето на пациентката, значи прима рече амовит, а вомит,
Тоа се ароматази инхибитори, исто едни од антихормонските лекови. Ние ја викаме хормонска терапија, она ја прима како превентивна, меѓутоа секоја терапија што се прима има несакани ефекти. Најверојатно кај пациентката, бидејќи е многу ран стадиум, не се очекува да има прогрес, да има коскени промени, значи ова 99% се работи за несакани ефекти од лекот и тоа се типични несакани ефекти од антихормонската терапија, значи болки по коски, по зглобови, самиот лек ја зголемува можноста за намалување на густината на коските или за остеопороза и обично ние препорачуваме кај пациентите да се прават редовни контролни остеодензитометрии, контрола кај ортопед, даваме превентивна терапија со D3, со калциум и по потреба даваме и бисфосфонати, зависно од случајот, од секој конкретен случај. Колку време обично се зема хормонската терапија? Повторно зависи од стадиумот на пациентката. Има некоја горна граница колку смее да се прима? Генерално, ако се работи за ран стадиум, ран карцином на дојка, млада жена, и тамоксифенот, да речем како таков, се дава и до 10 години. Да. Во однос на ароматази инхибиторите, овие што претходно ги спомнавме, кои што обично имаат поголем ефект кај пациенти кои што се во менопауза, 5 кај некои пациенти кои што се повеќе ризични, да речем високо ризични, може и до 7 години да оди антихормонската терапија. А што е со хемотерапијата? Дали секоја жена што е оперирана од карцином на дојка треба да прими? Не. Значи, повторно, индивидуален е пристапот на сите пациенти, зависи од возраста, од стадиумот и од некои прогностички фактори кои што нас ни се битни и ги гледаме, проценуваме која пациентка е соодветна за хемотерапија, која е само за, да речем, превентивна или адјувантна хормонотерапија. А имунотерапија може да се даде? Да, секако. Значи, во рамките на протоколот и третманот за карцином на дојка спаѓа и имунотерапијата кај одреден тип на пациенти. Го даваме што одговарат, предпоставувам, но трипл, обично значи за тројно негативниот карцином на дојка, препорачена терапија во рамки на протоколи сама, односно и заедно со хемотерапија или без, оди имунотерапија во различни околности, дали пред операција, дали во после операција или во метастатски сетинг, метастатска болест, меѓутоа во тие случаи се дава еве сега популарна, нели, имунотерапија. Доколку се детектира болеста на време, може ли целосно да се излекува? Да, карциномот на дојка е болест која што може да се излечи. Целосно, потоа, да, но понатаму во животот овие жени треба да прават редовни контроли, така е, значи, карциномот на дојка е излечива болест. Во раниот стадиум, пациентките кои што имаат ран карцином на дојка се смета дека 90% во првите 5 години нема да имаат ништо, односно кај 90 пациентки имаат целосно излекување, 10% би развиле некаков рецидив или некаква метастатска болест. Колку години од лекувањето треба да помине за да речете овој пациент е излекуван? Значи, видите, некои податоци велат дека дури и по 30 на години од првата диагноза може да има рецидив, односно метастатско појаво на болест, меѓутоа тоа се... Можете ли да предвидите кај кои пациенти тоа ќе се случи врз основа на хистолошките анализи? Генерално, 100%, видите, статистиките се едно, работата со пациенти и праксата е нешто друго. Јас никогаш не сакам статистики да кажувам, пациентите ги ставам во статистики, меѓутоа еве статистиката вели дека статистиката е она што ви го кажав претходно, вели дека 90% во првите 5 години нема да имаат ништо, меѓутоа и тие 90 најверојатно се оние кои што имаат најдобри карактеристики, односно многу ран стадиум, хормон позитивни, со ниски пролиферативни индекси, кои што нас ни се битни како прогностички и предиктивни фактори. Меѓутоа, понекогаш се случува и пациенти кои што биле во прв стадиум, во втор стадиум, значи ран карцином на дојка, да искусат повторување на болеста, дури и проширување, односно метастатска болест. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за сите појаснувања што ни ги дадовте. Ви благодарам и на вас за поканата и
Еве, допатиме еден апел на крај до сите гледачки за редовни контроли и за превентивни прегледи. Мислам, тоа е поентата на сите овие емисии, да упатиме апел за превентивни прегледи, затоа што тие спасуваат живот. Со превентивни прегледи се намалува и да се открие дека на превентивен преглед има карцином пациентка, тие секако би имале поповолни прогностички фактори, би можела полесно да се излекува болеста и секако тука сме сите ние да соработуваме со нив, да бидеме со нив, да одговориме на сите прашања и многу ние полесно кога имаме пациенти кои што соработуваат, кои што ги слушаат нашите совети и кои што се придржуваат на редовните прегледи. Како што беше вашата претходна гостинка, односно мојата пациентка Анета. Јас се и неа уште еднаш ја поздравувам и кажам дека така треба да продолжи со она што го прави во однос и за себе си и за останатите жени. Јас се уште еднаш благодарам Анета што во Телма амбуланта ја сподели својата приказна за борбата со карцином на дојка, а и на едно големо благодарам и до вас што ни ги кажавте најклучните препораки поврзани со превенцијата на карциномот на дојка, но и начинот на лекување. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Имајте пријатен ден.